студиото со вас, Маријан Николовски. Попладнени вести во 16, денеска гледаме. Расте бројот на лица кои бараат медицинска помош, Гостивар пред прогласување на епидемија. Македонија во топлотен бран, километарски колони кон Грција. Реформската агенда и денеска дневно политичко мени. Производители, дистрибутери и владата утре седнуваат на маса. Зошто растат цените? Европа над 45 степени, црвен аларм во Италија. Овие вести детали за топлотниот бран, како и зголемената фреквенција на возила, особено кон граничниот премин со Грција. Останете овде, продолжуваме веднаш. Во Гостивар ќе биде прогласена епидемија, откако и денеска се регистрирани нови случаи кои побарале лекарска помош. Анализите продолжуваат, но сите аспекти укажуваат на тоа дека причината е градскиот водовод. Гостивар пред прогласување на епидемија од заразна болест. По 6 дена откако почна напливот на болни со стомачни тегоби. Центарот за јавно здравје Тетово по препорака на ИАЗ треба да донесе ваква одлука, поради зголемување на стапката на заболени лица и се уште големиот број на гостиварци кои бараат лекарска помош. Мерките за контрола и превенција се цело време активни. Она што би се дополнително добило со преку пријавувањето на епидемијата е подобра координација и комуникација на сите чинители, односно на сите надлежни институции. Изминатото деноноќе е имало 204 прегледи на инфективното одделение, при што 3 лица се хоспитализирани. 140 прегледи на педиатриското одделение, од кои 105 нови и 35 контролни, како и 9 прегледи во ургентниот центар, соопштија од Министерството за здравство. Од Гостиварската болница вела дека од 13 до сега на преглед били 1500 граѓани, иако според пишувањата на социјалните мрежи, бројот на лица кои имаат симптоми е многу поголем. Епидемиолошки тимови до сега направиле само 60 анкети, додека пак доставени се 140 формални пријави на заразна болест. Побара од граѓаните да соработуваат и да одговараат на повиците на надлежните. Досегашните епидемиолошки анкети покажуваат дека нема некоја меѓусебна поврзаност, ако очекуваме нешто како да имало, да речеме, труење на храна во некој ресторан или кафуле или било што, досега таква индиција нема. Она што е заедничко за сите е дека сите користеле храна и во домашни услови и во ресторани, сите користеле вода за пиење, некои користеле и флаширана вода, значи не ни даваат некои индиции во кои што можеме да направиме просторно поврзување на случаи. Утре треба да бидат готови анализите од земените примероци на вода, пошто ќе се знае што е причината за здравствената криза во Гостивар и зошто голем број граѓани завршија со хоспитализации, инфузии и стомачни тегоби. Од Гостиварската болница ќе разговараат со надлежните и дали ќе има потреба од дополнителна помош на здравствени установи, ако продолжи напливот на пациенти. Водата од чешмите е забранета за пиење, а локацијата на Вруток и натаму е обезбедена, велат од обвинителството. Основното јавно обвинителство Гостивар е во постојана координација со Институтот за јавно здравје, каде по наредба на јавен обвинител се вршат анализите и испитувањата на квалитетот на примероците вода од Гостиварскиот водовод. Додека трае забраната, од Институтот за јавно здравје им порачаа на граѓаните да ги почитуваат препораките и да не ја користат водата од чешмите за пиење и за приготвување на храна. Сања Димитровска, Сител телевизија. Почна топлотниот бран, паралелно и шпицот на граничните премини, особено кон Грција. Каква е состојбата, кои се препораките во овие вести, одговори бараше Габриела Лескова. Добар ден, Маријан. Ситуацијата на граничните премини во најмала рака би рекла дека е хаотична, со оглед на тоа дека голем број на граѓани пријавија дека со часови чекаат на граничниот премин Богородица. Високите температури дополнително ја отежнуваат целата ситуација, а токму поради нив и тимовите на итната медицинска помош се со полни раце работа. Само во изминатиот викенд имале 10 колабирања. Здравствените власти упатуваат апел до граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита. Во продолжение да ги погледнеме
знаеме сите детали околу ситуацијата на граничните премини, меѓутоа и за топлотниот бран. До кога ќе трае? 7 ленти не се доволни за да се намалат гужвите на граничниот премин со нашиот јужен сосед. Колоните на Богородица се километарски, а патниците се заглавени со часови, покажуваат надзорните камери. Граѓаните се револтирани од чекањето на високите температури. Дека летната сезона е во полнек, покажуваат и податоците на МВР. Од 17 јули до денеска на пладне, преку граничните премини Табановци и Богородица, од државата излегле скоро 80.000 лица, од кои 18.379 се македонски државјани и 61.520 се странски државјани. Големиот број патници дополнително го зголемува притисокот врз граничните премини и предизвикува заселен сообраќај и подолги задржувања. Од страна на Министерството за внатрешни работи се превземаат сите мерки и во функција се ставени сите човечки и технички капацитети за да се забрза протокот на патници, се разбира со спроведување на задолжителните гранични проверки. Поради топлотниот бран, тимовите на итната медицинска помош се со полни рад за работа. Викендов имале 9 колапси. Лекарите со апел до граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита. Задолжително го ги излегува да носат летна облека, светла облека, значи капа, наочари за сонце и слично заштитен фактор ако е потребен исто да го нанесат во тој период, да пијат повеќе течности, 3 до 4 литри значи на вода во текот на денот, да внесуваат повеќе овошје, повеќе зеленчук и многу полесна храна, онаа мрсна, пржена и тешка храна. Во овој период реално за пациентите не се препорачува. Која најмала промена, дали е вртовлавица, дали губење на рамнотежа, дали зујење, било што да осетат, трнење на раце, на губење на снага на одреден дел од телото, веднаш да се јават кај својот матичен лекар. Така да значи течности внесување, да се пиде во жешките температури кога нели високи се температурите под сенка, климите исто така дома да не се држат на многу ниска температура. Високите температури ги засилија и пожарите. Денеска има 5 жаришта во околината на Штип, Битола и Василево. Топлотниот бран ќе трае до вторник, а веќе од среда се очекува пат на температурите и услови за силно невреме. Во четврток имаме едно преодно стабилизирање на времето со дневна температура која е прогнозирана во интервал од 27 до 33 степени, а во петок се очекуваат врнежи од дожд и значително пониски дневни температури. Габриела Лескова, Сител телевизија. За состојбата во Гостивар, што покажуваат анализите, дали водата е единствениот извор на зараза, за одговорноста, кои се приоритетите на новиот министер за здравство. Во тема на денот гостин Сашо Клековски. Реформската агенда и обврските кон неу и денеска предмет на политички припокувања. Опозицијата обвинува за неисполнување на преземените чекори, власта за блокада од страна на опозицијата. Неделен партиски пресек. Реформската агенда повторно стана поле за политичка пресметка. Власта и опозицијата со меѓусебни обвинувања за тоа кој ги кочи промените и кој ја доведува во прашање европската перспектива на земјата. Од СДСМ само обвинуваа дека премиерот испраќал контрадикторни пораки за реформската агенда. Повикувајќи се на најновиот извештај на Европската комисија за владење на правото, обвинуваа дека во земјава нема суштински напредок во реформите во правосудството. Нема реформи, нема независно судство, нема правда. Има политички притисоци, контролирано правосудство и обид за заштита на криминалот и продолжување на неказнивоста. Затоа ВМРО-ОКГ намерно го кочи пристапувањето кон Европската Унија. Европската интеграција значи посилни механизми за контрола, независни институции и вистинска борба против корупцијата. За левица, последниот извештај за владење на правото бил доказ дека корупцијата е вкоренета во најчувствителните делови на државата, додека владата се прикажува како првак во регионот по спроведени реформи. Наместо институции што го штитат јавниот интерес, комисијата опишува држава во која корупцијата продолжува да навлегува и во секторите од кои зависат животот и здравјето на граѓаните, стои во партиското соопштение.
Реформската агенда ќе продолжи покрај опозицијските блокади врати од ВМРО-ДПМН. Според нив проблемот на СДСМ, Левица и ДУЕ е тоа што не може да поднесат уште еден реформски успех на Македонија, па затоа блокираат. Иако беа прифатени сите нивни барања, кои беа се само не суштински, тие договорот не го прифатија затоа што не можеа да прифатат дека Македонија ќе запише уште еден реформски успех. Со тоа испратија јасна порака дека за нив не е важно дали државата ќе ги исполни реформските обврски, туку дали тие ќе можат политички да профитираат од секој застој. Почитувани граѓани, Македонија ќе продолжи да победува. Реформите ќе продолжат без разлика на нивните блокади. Документот со исполнетите обврски од реформската агенда на 15 јули македонската влада го испрати до Брисел. За премиерот Мицкоски ова е доказ дека реформскиот процес се води одговорно и транспарентно, а во динамиката на реализација ќе бидеме далеко пред многу други и покрај блокирањето на изборниот законник. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Производителите и дистрибутерите утре на средба со министерот за економија ќе ги анализираат на нивните и набавните сушности и продажните цени на основните производи. Средбата е резултат на инспекцијските контроли кои утврдија пораст на цените. Продажните и набавните цени на основните производи ќе бидат во фокусот на состанокот што за утре го закажа министерот за економија Дурмиши со производителите и дистрибутерите. Новата рунда разговори следува по контролите на пазарниот инспекторат, кои покажале дека од мај лани до мај годинава набавните цени на прехранбените производи и средствата за хигиена пораснале во просек за 2,6%, додека продажните цени се зголемиле за 4,5%. Според Дурмиши, токму оваа разлика покажува дека дел од трговците ги зголемиле профитните маржи, односно не ги поевтиниле производите дури и кога набавните цени паднале. Но последната анализа за периодот март-јуни покажува поинаква слика. Набавните цени пораснале за околу 2%, додека на рафтовите зголемувањето било само 0,16%, што според министерот е знак за стабилизација. Додека се бара решение за цените на храната, ново поскапување се очекува кај горивата. Регулаторната комисија утре ќе ги објави новите цени, а премиерот Мицкоски вчера најави дека ќе има зголемување. Како причина ги посочи повисоките цени на нафтата на светските берзи и посилниот долар, но најави дека владата повторно ќе интервенира преку намалување на акцизите. Од СДСМ реагира дека мерката е задоцнета. Оттаму вела дека се е поскапено, а новото покачување на цените на горивата ќе донесат и нов бран поскапување на храната. Предлагавме намалување на ДДВ за храната, укинување на ДДВ за основните прехранбени производи, намалување на акцизите, замрзнување на маржите, зголемување на минималната плата на 600 евра и системски мерки за заштита на куповната моќ. Сите овие предлози Мицкоски и неговата влада ги одбија. Едноставно не ги слушаат барањата и потребите на граѓаните. Тоа не им е приоритет. Наместо превентивни мерки, наместо решенија, наместо вистинска грижа што е задача на секоја влада, Мицкоски го стави народот на чекање и на преживување. Граѓаните се уморни од најави и чекања, додека секој ден е нов ценовен шок. Од ВМРО-ДПМН пак вела дека СДСМ ја оставиле државата на рап на банкрот, со ограбени институции и осиромашени граѓани. Залудни се хистеричните обиди на СДС за крирање страв, паника и неизвестност кај граѓаните. Прес конференциите на СДС за создавање хистерија, за наводни ценовни шокови, скапотија, банкрот на државата веќе никој не ги слуша. 2 години поред викаат дека државата е во финансиски колапс и само што не банкротирала. Но еве, 2 години поред, владата предводена од ВМРО-ДПМН покажува како се консолидира економијата, со континуиран раст на БДП од 3 или на 3%, стои во реакцијата. Енергетската состојба ќе биде тема и во собранието. Пратениците утре по скратена постапка ќе гласаат за владината предлог одлука за продолжување на кризната состојба до 20 октомври. Како причина се наведени се уште присутните ризици во снабдувањето со нафта и нафтени деривати. За ублажување на ценовниот шок, освен намалување на акцизите, владата го спушти и ДДВ-то на горивата од 18 на 10%. Мерките беа во сила до средината на јуни. Мартин Арсов, Сител телевизија. Почна шпицот на туристичката сезона. Охрид го имаше првиот полн викенд. Европа над 45 степени. Црвен аларм во Италија.
Туристичката сезона е во својот шпиц, Охрид како најголем туристички центар, овој викенд полн со туристи. Нина Ритоновска. Охрид го живее шпицот на туристичката сезона. Градот е полн со гости од сите краеви ширум светот. Исполнети се плажите долж Охридското езеро, угостителските објекти, терасите и кафолињата, а раздвиженост има и низ чаршијата и стариот дел од градот. Јас сум од Турција, се ми се допаѓа тука. Добро е езерото, погледот, црквите, тврдината, се е добро. Му препорачувам на секој на 2-3 дена да дојде тука. На одмор сум во Охрид, многу ми се допаѓа езерото и водата се е многу чисто. Свети Наум е прекрасно, препорачувам на секој да дојде тука на одмор. Родена сум во Полска, живеам во Франција. Сега само што пристигнав, мислам дека е убаво. Од она што го видов моментално, многу ми се допаѓа. Се спуштив со параглайдинг, беше многу забавно. Има интересна понуда. За прв пат сум во Охрид и за прв пат во Македонија. И оваа сезона карактеристично е тоа што најголем дел од посетителите се транзитни или со краток престој од само неколку денови. Со оглед на тоа дека градот се полни со туристи и имат поголема поварувачка периодов, можам да кажам, на сместување, задоволни сме како и ланска година, така и ова. Претежно туристиве сместување го барат од 3 до 5 дена, имат некои што барат и од 8 до 10 дена, али ретки се тие. Претежно можам да кажам од 3 до 5 дена или за викенди. Прогнозите на туристичките работници се целосна исполнетост на капацитетите на брегот на езерото до крајот на август, но и продолжена летна сезона до почетокот на месец октомври. Нина Ритоновска, Сител телевизија. И Дојран го очекува шпицот на сезоната, најавена богата културна забавна програма, од општината очекуваат успешна туристичка сезона. Зоран Ѓорѓиев е ово. Со растот на температурите, расти бројот на туристи во Дојран. За сега најголема е посетеноста за време на викендите, но според информациите од локалната самоуправа, веќе се пополнуваат сместовачките капацитети во работните денови. Традиционално, туристичкиот шпиц се очекува во последната недела од јули и во текот на август. Покрај домашните гости, се почесто може да се сретнат и странски туристи, пред се од соседна Србија, кој вела дека Дојран е одлично место за одмор, поради добрата гастрономска понуда, прифатливите цени и пријатната клима. Прв пат сум овде. Можам да кажам дека е многу убаво место за одмор и летување. Пред се да се одмориш психички, да прошеташ во природа и да се храниш со убав воздух. Навистина е убаво. Многу ми се допаѓа. Гледам дека има доста автомобили со српски регистарски ознаки. Тоа значи дека им се допаѓа. Се е одлично, нема... Одлично. Супер е се. Едино што нема ноќна забава за млади. Тоа се жалат. За разлика од лани сега е подобро. Има повише направено нешто. Песок на плажи, вода. Презадоволни, чисто, цените се супер. Градоначалникот на Дојран вели дека годинава посебен акцент бил ставен на уредувањето на плажите, а најавува и богата културно-забавна програма, во чии рамки повторно ќе биде организирана манифестацијата Дојранско културно лето Дојрански ракувања. Општина Дојран во изминатиот период работеше на уредување на плажите како во централното градско подрачје, така и по целата брегова линија на Дојранското езеро. Целата идеја е тоа што туристите кои што се сместени надвор од централното градско подрачје да имаат чисти и уредени плажи во близина на смештајот кој го имаат најмено за ова туристичка сезона. Главниот шпиц на сезоната во Дојран, како и секоја година, е некаде после 20 јули. Значи очекуваме да Дојран полека да се полнат туристичките капацитети. Согласно тоа е предвидена и културната програма Дојранско културно лето Дојрански ракувања. Од општина Дојран очекуваат успешна туристичка сезона, доколку се земат предвид досегашниот интерес и резервациите на сместувачките капацитети. Очекувањата се дека и годинава ќе бидат реализирани околу 100.000 ноќевања. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Заврши конзервацијата и реставрацијата на иконостасот на црквата Свето Благовештение, која траеше 5 години. Иконостасот е стар 180 години. Дарко Штарговски.
Годинава конечно заврши проектот за конзервација и реставрација на иконостасот во црквата Свето Благовештение во Прилеп, кој што е трет во Македонија според својата вредност, после иконостасите во црквата Свети Спас во Скопје и оној во Бигорскиот манастир. Го изработила тајфата на познатиот копаничар Петре Филиповски Гарката. Лани годинава се работеше на негово конструктивно зајакнување, како и тонирање и враќање на елементите кои што беа отпаднати од самиот иконостас со текот на годините. Потоа се вршеја конзервација, пронајдување на основната боја на оригиналноста на самиот иконостас. Затоа што кога ќе го гледате, имате рамките, ги гледате во позадината на црвените рамки на празничните икони кои што се поставени на вториот кат на самиот иконостас. Тие кога се направи конзервацијата, видовме дека не се златни, се турна таа бронзена боја, таа не е златна, таа е бронза, се турна и се дојде до оригиналната црвена боја на рамките. Беа отстранети сите тие, повторно беа исчистени и поставени на оригиналното место каде што беше. Исто ова година беа изработени 16-те во втората партија помеѓу првиот и вториот кат на иконостасот, 16-те икончиња кои што се поставени во медальјони, конзервирани и реставрирани. Останува до крајот на годината да се реставрираат и конзервираат уште царските двери. Иконостасот е стар 180 години и е најдолгиот иконостас во Македонија со должина од скоро 17 метри и висина од 6 метри. На задната страна се поставија хоризонтални и вертикални греди кои што се обработуваа рачно за да се долови моментот на исто автентичност на самото дрво кое што е поставено. Премазот беше исто како што е дрвото и се поставуваа сајли на сите фази каде што на двете фази на самиот иконостас поврзани за да нема никакво навалување према напред како што имаше тежнење према напред. Од предната страна како што и од задната страна самите тие греди кои што се поставуваат се вкопуваа до оригиналниот под се одеше, до мермерниот под. И тука правевме изолација дополнителна за да нема никакво влечење од мермерот на оригиналниот под према самиот иконостас према дрвото за да нема оштетување. Црквата Свето Благовештение е првата црква изградена во денешен Прилеп во 1838 година. Има огромно значење за прилепчани и затоа во тек е нејзина валоризација, за да и таа, како иконостасот, стане заштитено културно наследство. За Сител Дарко Штарговски. Сточарите од Делчевскиот регион се соочуваат со сериозни проблеми, нема пласман на производите, а трошоците секојдневно растат. На долг рок, велат, нема да издржат. Ајан Ристевски јавува. Сточарите од Пијанец се соочуваат со нов удар врз своето производство. По проблемите со пласменот на млекото, сега вела дека речиси целосно запрел и откупот на јунци и телиња. Животните со недели остануваат во шталите, а трошоците за нивно одгледување секојдневно растат. Производителите сметаат дека главната причина е зголемениот увоз на поевтино месо, поради што домашниот добиток останува без пласман. Имам информација дека за багателна цена се внесува јунешко месо. Не само јас, тие сите што одгледуваме тоф на јунци, сите имаат проблем. Откуп скоро 2 месеци нема никаков. Сите си купуваат повеќето помразнало овозно месо колку на што не им се исплатувало да го видат. Тие сите гледаат поголемата заработувачка за поевтина пара. Идеше луѓе пред тоа од Албанија, сега наводно им качена била царината со 100% поголема царина за извоз на јунци и толку ние заглавивме. Стојовски предупредува дека неизвестноста ги доведува фармерите до работна издржливоста. Освен што нема пласман за добитокот, секој ден носи нови трошоци за храна, одржување и останати обврски. Државата наместо да стимулира, јас сум млад земјоделец, да не стимулира повеќе да работиме, последната енергија трошиме за работа, последната енергија. Дефинитивно пропадање. Не знам до кога ќе оди и како ќе оди, ама у секое време ми иде само да се најде купеци, крави, телиња, јунци, скроз се да откачам и доста е. Доколку наскоро не се воспостави откуп и не се подобрат условите за продажба, дел од одгледувачите најавуваат дека ќе се откажат од сточарството. За Сител, Трајан Ристовски. Во продолжение и